Ви благодарам што сте на К1 телевизија и во ова информативно издание ви донесуваме вести од економијата, политиката, земјоделието и културата. Овој дневник го започнуваме со информација од сообраќајката што се случи денеска околу 13 часот и 30 минути, во која едно лице е повредено. Оваа сообраќајка се случи на регионалниот пат Градско Велес спротив влезот на црквата Свети Никола. Како што информираат од СВР Велес, патничко моторно возило марка Opel Corsa управувано од лицето АП од Велес. Откако изгубил контрола над возилото, удрил во камените столбови покрај патот и излетал на железничката пруга Градско Велес. Возачот е пренесен и задржан на лекување во општата болница во Велес. По овластување на основното јавно обвинителство, увид на местото на настанот изврши екипа од СВР Велес. По кратките најави со дневните настани се враќаме веднаш. Останете на К1. Земјоделците бараат од владата прогласување елементарна непогода за житните култури. Синдикалците од Колска бараат решение за нивниот проблем од премиерот Зоран Заев. Завршија 9-ти етноработилници кои се одржуваа во спомен куќите во стариот дел на Велес. Високите температури кои што ги имаме изминатиот период се штетни за земјоделските култури. Затоа земјоделците бараат прогласување елементарна непогода за житните култури на територија на целата држава, поради сушата која предизвика намалени приноси на јачменот за 70 и на пченицата за 50%, а обештетувањето да биде 30.000 динари по хектар. Колешката Дијана Иванова со деталите. Продолжува периодот на многу топло време со надпросечни максимални температури. Метеоролозите најавуваат неделава живата во термометерот да се искачи над 40 степен. Ваквите временски услови се неповолни за земјоделците. Асоцијацијата на земјоделци денеска до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство доставиле барање со кое се бара од надлежните да се прогласи елементарна непогода за житните култури на територијата на целата држава поради сушата која предизвика намалени приноси на јачменот за 70 и на пченицата за 50%, а обештетувањето да биде 30.000 денари по хектар. Топлото време исто така има негативно влијание и врз виновата лоза. Агрометеоролозите велат топлото и сончево време позитивно влијае врз појавата на инсекти и штетници, кај овошките, окопните и кај градинарските култури. До крајот на овој месец, земјоделците треба да ги поднесат барањата за проценка и обештетување од невремето со град, што зафати повеќе региони во земјава. Високите температури ја зголеми и работата на лекарите во итната медицинска помош во Велес за време на изминатиот продолжен викенд. Најмногу се работело во амбулантата, но имало и доста домашни посети. Вкупно лекарите за 3 дена извршиле 341 интервенција по најразлични основи. Службата за итна медицинска помош интервенирала во 3 денови. Биле извршени 257 амбулантски прегледи и 84 домашни посети. Поради екстремно високите температури и некритични категории на граѓани со најмногу регистрирани интервенции се децата и повозрастните лица. Во лекарскиот билтен заведено е дека итната медицинска помош при интервенциите најчесто интервенирала на граѓани со хипертензија и колапси. Продолжуваме понатаму со високите температури. Територијалната противпожарна единица од Неготино апелираше до своите граѓани да внимаваат како се однесуваат на отворено, бидејќи летниот период е најризичен за појава на пожари и тоа од големи размери. Мартина Митков. Летниот период е најризичен за појава на пожари и тоа во големи размери. Токму затоа од територијалната противпожарна единица од Неготино излегоа со апел до сите работни организации и граѓани да ги превземат сите заштитни законски превентивни мерки како не би дошло до појава на пожари, вели командирот на територијалната противпожарна единица од Неготино Иле Илиев. Да не се пали оган на отворен простор, исто така во близина на места каде се обавува жетвата. Пред отпочнување со жетвата, сите раководители, односно раководни структури треба да ги превземат следните превентивно заштитни мерки. Да
извршат, односно да има трактор со плугови, да се изврши одорување и парцелирање на површините, да има трактори обезбедено со плугови, трактори со атомизери или цистерна со вода. Исто така граѓаните кои планираат да одат на пикник да внимаваат околу палењето на оган, должни се веднаш по завршувањето да го изгасат и се додека не се осигураат дека е комплетно изгасен, да не го напуштаат местото, истакна Илиев. Тој советува особено до земјоделците да не палат стрништа и меѓи, бидејќи тие се најголемите предизвикувачи за појава на пожари на отворено кои тешко се контролираат. Исто така да не се дозволи игра на деца со запалив материјал, кибрид, опалјач или детски игри, кои се исто така најчести причини за појава на пожар. Да не се врши исто така складирање на запаливи течности во подруми, гаражи, тераси во поголеми количини, кои што можат да предизвикаат исто така пожар. Пожарите драстично би се намалиле доколку се користат сите овие горе наведени апели и совети. Со тоа би се намалиле материјалните штети, како и човечките жртви. Сепак, човекот останува главниот фактор кој го причинува ширењето на пламените јазици, што поради невнимание, негрижа или пак намерно. Најавите на СДСМ за менување на даночната политика ќе и наштетат на македонската економија. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев се сретна со представници на синдикатот на фабриката за шински возила Колска од Велес, со председателот на синдикатот Слободан Димитриевски и со двајца членови на председателството Владко Митревски и Маријан Мицев. Тој најавил дека превзема обврска за изнаоѓање на трајно решение за статусот на фабриката. Представници на синдикатот на фабриката за шински возила Колска денеска имаа работна средба со премиерот Зоран Заев. Тој најавил дека превзема обврска за изнаоѓање на трајно решение за статусот на фабриката. Како што стои во владиното соопштение, премиерот најавил и решавање на проблемот на 125 вработени околу исплаќање на заостанатите плати. Предложеното решение на синдикалците е добро познато за сите инволвирани страни. Припојување на Колска со јавното претпријатие Македонски железници транспорт, процес кој што веќе, како што велат синдикалците, е отпочнат и доведен до крајот од претходната влада. Компанијата Дрексел Мајер беше домаќин на делегација од Баварскиот парламент и пратениците имаа можност да се запознаат со производствените процеси, моменталната состојба како и идните перспективи на компанијата. Кавадарци вчера беше местото каде што се одржа една баварска средба, рече Лукас Мирингер, генерален директор на фабриката. Во рамки на тридневната посета на Македонија, група пратеници од Баварскиот парламент ја посетија фабриката Дрексел Мајер во Кавадарци. Пратениците одблиску се запознаа со принципите на работа на компанијата, имплементираните меѓународни стандарди, како и идните планови во Македонија. Стои во соопштението испратено од службата за односи со јавноста во Дрексел Мајер. Во фокус на посетата исто така беше и концептот на дуалното образование, односно програмата за двојна настава. Гостите, придружувани од генералниот директор Лукас Мирингер, направија обиколка низ фабриката и имаа можност да стекнат слика од производствениот процес и финалниот производ кој компанијата го испорачува на клиент од премиум сегментот во автомобилската индустрија. Воодушевена сум од она што го видов во Дрексел Мајер и драго ми е што во оваа баварска компанија се спроведуваат меѓународни стандарди кои важат глобално. Дрексел Мајер реализира многобројни добротворни проекти поврзани со регионот и секако ова е клучна карактеристика на една општествено одговорна компанија, рече Силвија Штирштофер, пратеник и председател на комисија во Баварскиот парламент. Драго ми е што Дрексел Мајер беше домаќин на делегација од Баварскиот парламент и што пратениците имаа можност да понесат впечатоци од производствените процеси, моменталната состојба како и идните перспективи на компанијата. Се радувам што Кавадарци вчера беше местото каде што се одржа една баварска средба, рече Лукас Мирингер, генералниот директор на Дрексел Мајер.
Селото Оризари е без вода, обвинуваат од СДСМ. Жителите на селото немаат вода за пиење ниту за другите потреби за време на празникот Рамазан Бајрам, истакна Маријанче Јорданов од СДСМ. За овој проблем кај побара став од локалната самоуправа. Градоначалникот Чадиев вели дека од септември до овој период од годината пумпите работат по 8 часа и ги задоволуваат потребите на тоа население. Валентина Михайловска. Водоснабдувањето во село Оризари тема на пресконференција на Општинската организација на СДСМ. Жителите во селото немаат вода за пиење ниту за другите потреби и за време на празникот Рамазан Бајрам. Состојбата со водоснабдувањето во село Оризари е алармантна, истакна Маријанчо Јорданов. Недозволиво е во 21. век при тропски температури над 3000 жители да немаат вода за пиење. Ги повикуваме Општина Велес и градоначалникот Славчо Чадиев да престанат да ги игнорираат бројните апели на жителите на ова село и во најбрз рок да овозможат услови за квалитетно, ефикасно снабдување со вода на село Оризари. За овој проблем кај побара став од локалната самоуправа. Градоначалникот Чадиев вели дека имало два големи дефекта на водоводната линија од филтерната станица во Велес, која оди преку Превалец до Оризари. Тој тврди дека од септември до овој период од годината пумпите работат по 8 часа дневно и ги задоволуваат потребите на тоа население. Сега пумпите работат 24 сата на ден и имаме проблем со водоснабдувањето. Тоа значи се користат за вадење. Во меѓувреме за време на празников испративме десетина екипи на лице место и најнаш дојде водата. Чадиев не негира дека водоводната линија е проблематична, но потенцира дека општината преку проект ќе постави нова водоводна линија. Истиот е заглавен во Министерството за транспорт и врски, зашто, како што рече, ќе побараат објаснување од министерот, а очекуваат проектот да биде одобрен. Станува збор за голем проект, чија вредност е 14 милиони денари. Најавите на СДСМ за менување на даночната политика ќе и наштетат на македонската економија. Во Центарот за обука Пепелиште кај Неготино денеска почна 8-миот меѓународен високообразован одбранбено безбедносен проект Летен кампус 2017. На кампусот учествуваат 116 питомци од 12 земји. Во наредните 2 недели со нив ќе работат професори и експерти од Македонија, САД, Велика Британија, Германија и Чешка. Организатор на меѓународниот летен кампус е Војната академија на Република Македонија. Без луѓе, без кадри, без знаење не е можно да се оди напред. Ова го вклучува и нашиот одбранбен сектор, ова ја вклучува и нашата армија. Токму поради тоа сме горди и на денешната инвестиција, која што представува инвестирање во нашите собствени сили, во капацитетите, во нашите идни генерации, но и во соработката со нашите традиционални партнери. Република Македонија ги следи напорите на меѓународната заедница за поддршка и стабилност на мирот во светот. Веќе 15 години испраќаме повеќе од 15 години контингенти во кризните подрачја и райони, така да голема е можност за размена на искуства, за разговор, за размена на знаење. Што е уште поважно е оној нетворкинг и она вмрежување со питомците од странските земји и земјите партнерки на НАТО коалицијата, што дополнително ни ја отвара можноста за меѓународна соработка и за размена на искуства и знаење меѓу себе. Во спомен куќите лоцирани во стариот дел на Велес, во изминативе 7 дена се оживеа старите занаяти по кој Велес бил познат во минатото. 65 деца учествуваа во овогодинешното издание на проектот Етно работилници, кој заеднички го реализираат Општина Велес, Сдруженијето на граѓани Разбој и Советот на млади на Општина Велес. 65 ученици добија дипломи за учество на овогодинешното издание на проектот Етно работилници. Изучувајќи ги старите занаети по кој Велес бил познат во минатото, ја продолжуваат и негуваат традицијата, а со тоа и културата и обичаите на градот. Од локалната самоуправа задоволни што расте бројот на деца кои се дел од овие работилници. Чадиев вели, ова говори дека се движиме во вистинска насока, повторно да ги заживееме и вратиме старите занаети.
ова е една позитивна работа за младите луѓе, за почетокот на нивниот живот. Они сепак се во основно образование, за да некој од нив можеби има иден повик професионален токму со овие занаети што полека, но сигурно заминуваат. Во секој случај експонатите се прекрасни. Честитам на организаторот што успеа да организира оваа колонија баш онака како што е замислена и до година ќе направиме уште подобро, се надевам. Како дел од оваа организација, навистина сум горд што учениците пројавуваат голем интерес за изучување на старите занаети, вели Гоца Станчев. Можам да кажам дека од година на година се поголем замав взимаат овие работилници и се поголем број на дечиња се пројавуваат. Интересот е многу голем. Јас сум презадоволен и од децата, од нивната работа, од интересот за да ги научат овие занаети кои што за жал од година во година се во изумирање. И се надевам дека до година би ги организирале во уште поголем број и со уште поголема заинтересираност. Иако втора година е дел од етноработилниците, школата за млади копаничари е вистински предизвик за младите, вели Филип Спирковски. Токму затоа планираме во текот на целата година да работиме со нив и да направиме изложба од нивните изработки. Има голем број на млади кои посака по своја иницијатива во текот на цела година да го изучуваат овој занет, така да ние како организатори ќе се потрудиме да го обезбедиме тоа во текот на цела година. Работилницата на протомајстор Љубомир Бесин е отворена секогаш. Слободно може секој да дојде да дополнително да се изучува во оваа област. Ќе се обидеме да ги прифатиме сите и да изработиме што е можно повеќе дела. Би ме радувало како организатор заедно да изработиме на изложба кај што ќе можат сите граѓани на општина Велес да посетат и истото би било дополнителен мотив за сите млади да почнат да се бават со оваа уметност. Етноработилниците се одржаа по 9-ти пат во организација на општина Велес со помош на Сдруженијето на граѓани Разбој и Советот на млади при општина Велес. Во спомен куќата на Васил Главинов се одржа столарска работилница. Во куќата на Раци младите го учеа гранчарскиот занает. Во спомен куќата на ЈХК Джинот беше сместена работилницата за изработка на накид, додека пак во куќата на Касапови беше сместена ткајачката работилница и школата за млади копаничари. По повод Рамазан Бајрам, градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев го одржа традиционалниот прием за представници од исламската верска заедница. На приемот освен честитки за празникот беа искажани заложби за зацврстување на добрите односи и соживот кој во општината е на високо ниво. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев организираше прием за представниците на исламска верска заедница, председателите на урбаните и местните заедници по повод празникот Рамазан Бајрам. Во изминатите 30 на дена континуирано се дружевме согласно традициите и вредностите, изјави Чадиев, нагласувајќи го со животот и мултикултурализмот. Велес е модел на соживот во Република Македонија, меѓутоа и модел на соживот на Балканот. Ова прилика би сакал пред камерите официјално да им го честитам празникот, да им го честитам сето оноа што го издржа изминативе 29 дена со нивните постови, со нивната верба во сето оноа што го работат и се надевам дека оваа традиција ќе продолжи понатаму. Тој напомена дека во иднина ќе се стремат комуникациите да ги подигнат на повисоко ниво. Главниот имам во Фазли Ахмед Пашина џамија или попозната како Црна џамија ја предводеше делегацијата. Овој месец представуваше месец на солидарност, месец на хуманост, каде што секој оној кој што постеше при крајот на својот месец, при крајот на овој месец, беше должен да подели и да го израдува оној кој што навистина во овој ден нема. Овој месец представуваше голема чест за нас муслиманите, бидејќи во него искажавме дека сме навистина комуникативни, миролюбиви, дека навистина исламот претендира само и повикува на мир и соживот. Во изминатиот месец, припадниците на муслиманската вероисповед преку постот искажуваа богобојазност, лојалност и дисциплина. Демири истакна дека ваквите средби ќе продолжат и во иднина. Од
ке скана полноќ во автомобилите ке точиме поевтини горива. Ова е новата одлука на Регулаторната комисија за енергетика која ги објави новите цени на горивата. Со тоа што цената на литар бензин Евросупер БС 95 и 98 се намалуваат за 2 денари, односно ке се продаваат за 60,5 и 62,5 денари. Дизелот и екстралесното масло за домаќинство поевтинуваат за 1,5 денари за литар, ке се продаваат за 46,5 односно за 35 денари за литар. Нова пониска цена за 1067 денари за килограм ке има и мазутот. Вестите од земјава во продолжение. Зголемувањето на даноците негативно ќе влијае на одлуките на странските инвеститори да не вложуваат во Македонија, а во исто време ќе се влошат условите за стопанисување на домашните компании, предупредуваат економистите и ВМРО ДПМНЕ. Христијан Мицковски од ВМРО ДПМНЕ смета дека менувањето на даночната политика, воведување на така наречениот прогресивен данок и напуштањето на така наречениот рамен данок сериозно ќе значи осиромашување на нашата држава, но и на граѓаните. Да подсетиме дека во минатото Социјалдемократскиот сојуз и пред 2006 година имаа неуспешни обиди за зголемување на даноците со променлива стапка, и тоа 15, 18 и 24%. кои се покажа како кобни и ја втурна во пропаст македонската економија. Зголемувањето на даноците ќе значи сериозен удар врз приватниот сектор без разлика на домашните и странските компании. Од оваа антиреформа никој ништо не добива, а сите губат. Ке се намали интересот на инвестирање во државата, ќе паднеме длабоко на дното на листата на Doing Business, домашните компании ќе бидат неконкурентни поради зголемените трошоци, па ќе бидат принудени да ги намалат инвестициите, а со тоа и бројот на ефективни работни места. Се тоа ќе резултира со енормно намален економски раст. Со сличен став е и поранешниот заменик министер за економија Христијан Делев, кој апелира да се постапува внимателно при креирањето на даночната политика, затоа што земјава би можела да ја загуби конкурентноста и да стане неатрактивна за инвеститорите. Со зголемувањето на даноците се нарушува се она на што се работело во изминатиот период, вели Делев. Поранешниот министер за финансии Кирил Миновски истакна дека рамниот данок е позитивен, влијае позитивно врз предприемачите, на нивната мотивација за инвестиции во фирмите, да купуваат нова технологија, да го шират бизнисот и да вработуваат нови лица. ВМРО ДПМНЕ продолжува со организирање на панел дискусии под мотото Единствени. Најновата беше на тема мултикултурализам и заедништво. За нас како партија, а ние тоа сме го докажали и во пракса, важни се сите граѓани на Македонија. За нас терминот нација соодветствува на државата и тука се вклучени сите граѓани кои што живеат во неа, истакна Нермин Теловска. Ние сакаме преку нашите действија секој кој што живее во Македонија, без разлика албанец, турчин, македонец, влав и така натаму, да се чувствува гордо под знамето македонско, да ја чувствува оваа татковина за своја татковина и не гледаме причина да не биде тоа така. Значи се залагаме за изградба на и развој на мултикултурно општество во кое секој има еднакво право и секој е еднаков пред законот. Ние тоа сме го докажале преку, да речам, и капиталните проекти во изминатиот период кои се направија, патиштата, ако сакате и проектите во образование, здравство, за добра јавна администрација и така натаму. Според Теловска, проектите ги уживаат сите граѓани на Македонија и додаде дека членовите на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ се во постојана комуникација со граѓаните, при тоа не бирајки кој на која етничка заедница припаѓа. Според пратеникот Зекир Рамчиловиќ, за развој и стабилност, ВМРО ДПМНЕ смета дека е интерес да ги развива правата на помалите етнички заедници. Најголем дел од тие позитивни процеси, како што спомнав, се случиле за време кога на власт била ВМРО ДПМНЕ, за разлика од СДСМ, која кога била на власт, само декларативно се залага за подобрување на правата на народите со помал процент во вкупното население. Рамчиловиќ истакна дека не очекува од владата предводена од СДСМ да направи нешто позитивно во насока на бошњаците.
Во коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ, вели Рамчиловиќ, има партии од сите етнички заедници, каде што се почитува договорот, што не е случај со коалицијата предводена од СДСМ, истакна тој. Најмалку 57 луѓе загинаа во напад од воздух врз затвор што го раководела Исламската држава во источна Сирија, соопшти сириска мониторинг група. Нападот се случил синоќа при што бил таргетиран затворот во областа Мајадин во источната провинција Дер ал-Зур. Тие посочуваат дека авионите што го извршиле нападот се од коалицијата предводена од Соединетите Американски држави. Вестите од светот. CNN јавува дека Сергеј Кисљак, амбасадор на Русија во Соединетите Американски држави, кој на јавности стана познат поради неговите состаноци со соработниците на Доналд Трамп, ја напушта функцијата и се враќа во Москва. Ваквото решение е редовна ротација планирана однапред, соопштува руското МНР. Инаку Кислак цели 9 години беше на позицијата амбасадор во Вашингтон. 66-годишниот дипломат се најде во јавноста кога поранешниот советник за национална безбедност Майкл Флин поднесе оставка откако беше утврдено дека имал контакти со рускиот амбасадор и пред да стапи официјално на функцијата. Каква е да е одлуката на арбитражниот суд за граничниот спор помеѓу Словенија и Хрватска? Словенија ќе ја почитува. Ова во изјава за љубљанскиот весник Дело го изјавил словенечкиот премиер Миро Церар. Во својата изјава Церар нагласил дека по објавување на арбитражната пресуда Словенија ќе преговара со Хрватска само за начините за спроведување на судската одлука, но не и за границите. Сосема спротивно на ова, властите во Загреб досега во неколку наврати најавија дека одлуката на арбитражниот суд нема да има за нив никакво значење. Во 2015 година Хрватскиот сабор донесе едногласна одлука за напуштање на арбитражата и оттогаш се залагаат за изноѓање на нова форма на преговори со цел надминување на граничниот спор. Инаку станува збор за суверенитетот на речиси ненаселена територија од 13 километри квадратни и за граничната линија во водите на Пиранскиот залив, од што зависи дали Љубљана ќе има излез на отворено море. Времето во Македонија денеска е сончево и топло. Попладнево ќе има изолирана појава на локална нестабилност со локален пороен дожд и грмежи, особено во југоисточните делови. Температурата се движи од 30 до 36 степен. УВ индексот ќе има вредност 9. Продолжува периодот на многу топло време со надпросечни максимални дневни температури. Од задутре до сабота во поголем дел од Македонија максималната температура ќе надмине 35, а долж поврдарието и 40 степени. Во четврток ќе дува засилен југозападен ветер. Со кратките метеоинформации го заокружуваме ова информативно издание. Јас ви благодарам за вниманието и пријатно.